Добар ден и добродојдовте во денешниот подкаст во кој што ќе зборуваме за лицата кои што имаат диагноза мултиплекс склероза, каков е начинот на живот и како се соочуваат со предизвиците кои што ги носи самата диагноза и како функционираат во секојдневниот живот. Денешни наши гости се Александар Маринковски и Бобан Србиновски. Многу е битна некогаш и поддршката од семејството. Вие сте добар пример за едниот кој што веќе семејството знаела како тоа изгледа, меѓутоа кај тебе домашните не биле запознаени со тоа. Александар, дома како се прифати веста, да речам дека и ти ја имаш оваа диагноза и дека ти ќе живееш, односно во текот на целиот живот ќе ја носиш МС. Домашните потешко ја прифати од мене. Ама бидејќи и они беа запознаени дека поддршката имаш од семејството, немавте некои бариери, претпоставувам. Кај тебе како беше? Мене ме гледаат дека јас сум цело време позитивен. Мора и они да бидат позитивни. Како прифатиле, не знам, нема ни да дознам, така мислам барем. Знам дека им е тешко, ама пред мене не покажуваат. Бариери, немаше ништо, имаше секогаш. Прифатено е затоа што јас им реков, чим јас ја прифатив, ве молам и вие прифатете. Так. Не можеме против тоа. Апсолутно. Да се смени не може ништо. Кажете ми што значи да се живее со диагноза мултиплекс склероза? Ова е тешко прашање. Јас сум поранешен каратист. 15 години тренирав карате. Бев активен во тој дел од спортот и како е да се живее, јас го замислам како борба со замислен противник. Со тебе а не ја гледаш. Не знаеш кога и каде може да ти даде Во кој момент ќе удар, нападне. што неочекувано може да влие врз нешто. Врз нешто. Александар, кај вас како е да се живее со оваа диагноза или оваа состојба, да кажеме? Имате ли вие замислен противник? Имам пријател, немам противник. Не го земам како противник. Јас многу голема придобивка осетив кога почнав да одам во црква, кога почнав да ги практикувам, да ги држам сите православни пости. Кога болеста ја земам како искушение. Так. И дека ова ми е еден крст што треба да си го носам цел живот. И дека неговата големина е соодветна за тоа што ти можеш да го... Големината е соодветна колку Так. што можеме да носиме и дека Господ секогаш ќе не избави од она што не можеме. Так. Кажете ми само, кога ја имавте диагнозата, нели, кога се постави, дали го имавте она размислување зошто баш мене? Зошто мене ми се случи? Тоа е најлошото прашање што би можело да се постави, зашто баш мене. Затоа што имаме Пак со позитивен такви став јас би искуства, го споредил тоа. Зошто баш мене? Затоа што јас сум тој одбраниот што можам да се носам со диагнозата. Так. Затоа што сум позитивен и што ќе можам да пренесам кај другите на некој начин енергија позитивна, тие што имаат истата состојба МС, да може да примат мојата енергија за да продолжат понатаму. Позитивно искуство, да. Не е се Не треба негативно, само не е обвинување, лошо. затоа што Ние сме одбрани дека ние можеме да носиме таа диагноза и ние можеме да се соочиме со таа диагноза. така. Тоа е причината зашто имаме МС. Зошто се случило така? Значи тие нови диагностицирани, тие се одбрани. Така. Имавте таква нека стигма? Не, предпоставувам. Едноставно се случува како што спомна и... Не, и онако ќе прашаме зошто баш мене. Тоа мене се само во Македонија 1500 луѓе, 1600 така. или во светот неколку милиони луѓе. Не си сам. Не си сам во ниеден случај. Се живее со мултиплекс склероза. Не е дека е многу ризична, критична. Има и полоши состојби. Луѓе ги губат животите на различни начини. Денес на улица ќе помене, ќе го удри автомобил или срцев удар, мозочен, се може да се случи. Така да не е само лошо дека имаш МС. Не е се црно.
Имаш една воред, прифати го тоа, крени ја главата и продолжи понатаму. Така. Во однос на работните обврски и секојдневните обврски, секако начнуваме тука со прашањата, секојдневното функционирање ме интересира со општеството. Семејството е едно, нели, во потесниот круг, во општеството. Кога ја добивте диагнозата, дали веќе знаевте дека има здружение за мултиплекс склероза, дека може да се приклучите кон него, дека функционира таа психолошка поддршка? Дали имавте веќе сознание дека можете да бидете дел од нешто и да имате таква поддршка? Говориме од туги искуства, затоа што велиме дека личниот пример е секогаш, нели, добре дојден за другите. Не знаевме дека има здружение и дека мислевме дека не се дружат луѓето со МС. Так, сега знаеме дека се дружат, дека имаат поддршка и дека споделувате ли? Да, и треба, значи како нели. Меѓутоа кажете ми, споделувате ли, еве колку е значено, затоа што литературата е едно, го зборевме и со господја Наташа тоа во подкастот за психолошка поддршка, литературата е едно. Вие секако нели земате одредени медикаменти кои што ќе ја прогресијата на болест или на симптомите ќе го забават или да речеме ќе стагнира. Меѓутоа литературата е тоа. Кажете ми личните искуства споделени вие некому, да речеме, пошто сега нели ова го правиме за да дадеме една порака дека треба луѓето да го прифатат и дека не се сами и дека имаат конкретен пример од некого и поддршка. Личниот пример како изгледа? И дали сте имале контакт со... Сите сме различни, сите сме со различни симптоми. 100 луѓе, 100 различни видови, типови. Можеме само да си кажеме, да се споделиме што ни е тешко, што ни е мачно. Другиот само ќе те сослуша и ќе те разбере. Најважно е разбирањето од другата страна. Так. Тоа е најважниот дел, да. И да се сподели искуството, затоа што без разлика на се, можеби се уште имаме лица кои што допрви ми ја диагностицираат мултиплекс склерозата и допрва се... По 80 души се... Ново диагностицирани 80 секоја година. И сега верувам дека тие исто како нас биле во состојба да не знаат што понатака да прават. Так. И мислам дека со приклучување кон здруженијето или дружење повеќе со лица со МС, повеќе ќе дознае, осознае околу болеста, и полесно ќе се адаптира, отколку да се затвори во четири. Лутање да пребарува на интернет уште... Да. Затоа што не се што пишува можеме да го земеме. Искуствата од другите се по... Личните искуства можеме да кажеме дека се релевантни и дека е многу подобро да дојдат и да го споделат тоа за да побрзо се адаптираат. Што никој не знае на какви податоци ќе најде на интернет, дали е тоа нешто... Лошо искуство може би. Лошо искуство, да. Човекот нема никогаш да стигне до тоа нешто. Так. Секој си мисли дека неговата состојба е најтешка или ќе биде најтешка. Е најтешка. Реално да. За него. За него, затоа што рековме има различни форми, каде што не секој така може да функционира. Ама неговото мислење е дека ќе биде многу лошо во иднина. А тоа може никогаш да не дојде. Може да биде на подобро, не... Так, може да биде и во една, да речеме, ремисија, каде што фазата на болеста, меѓутоа е многу убаво да се слушне од лица кои што веќе го имаат тоа. Да се споделат искуства, размена, да има да се запознае повеќе. Да знае дека не е се црно, нели? Дека има адаптација и дека има начин. Еве, ајде кажете ми во однос на иднината. Не само лично, туку и да речеме, општествено, така строго ќе звучи прашањево, меѓутоа, дали ве плаши иднината? Дали имате стравови за иднината и кои се тие? Баш поради ова се одлучив и да посетам психолог, затоа што имав страв од иднината, што ќе биде за 20 години од сега. Како ќе изгледам јас? Кој ќе биде мојот инвалидитет? До кој степен ќе стигнам? Таму се променив и нема зашто да се размислува. Треба да се живее секој ден, се посебен за себе, не знаеме што може да се случи утре. Значи, секој ден да го живееме со полни гради и да се искористи убавината. Максимумот и Александар, ке тебе како е стравот за иднината? Јас немам страв. Немам страв од иднината, бидејќи сметам дека се што треба да се случи, ќе се случи.
и се што ќе ни дојде треба да си го понесеме секој това. Не може само да се плашиме од нештото и да очекуваме дека се ќе ни избере и нас ќе ни биде најдобро во животот. Се што ни е пишано, се што ни дал Господ, ќе се случи, треба да се случиме. Па практично стравото од незнаењето ни е еден од факторите од непознатото што не блокира и затоа и го правиме сето ова за да нели мотивираме се повеќе луѓе да не се затвараат во 4 зида, да споделуваат и да немаат страф од она непознато, да го осознаат и да знаат дека има некој што стои, што е тука за нив. Кажете ми, секогаш има некој што стои за нив, така да. Кажете ми вака сега, во однос на никакви активности со Сдруженијето, дали имате, дали се случуваат, во која насока се? Александра може да каже повеќе во врска со темата. Ајде. Па имаме, сега имавме некој проект во кој имавме групи за поддршка и поминавме по неколку градови и имавме многу... Каков беше одзивот? Па, одзивот не беше многу голем, пошто луѓето се уште се во стигма, се срамат, се плашат, дека луѓето ќе дознаат за нивната диагноза. Ама затоа ефектот на тие присутните беше многу голем. Многу задоволни луѓе и барање за повторно да се повтори. Да. Дури сега и размислуваме, не мора тоа да биде така да се повтори, него да биде почести дружење на кафе. Тие луѓе што дошли. Па и новите да се вклучат, да. Што беше во Скопје? Што имавте во Скопје? Поголем одзив имаше во Скопје. Так. Мада не беше према бројката во Скопје што е заведена, е малку, но имаше доволен број, не беше малку. Сепак имаше одзив, ама можеби јас очекував поголем број, ама како што кажав, пошто прашувавме зошто толку малце луѓе доаѓаат, и луѓето секогаш ги кажуваат истите причини. Овој се страми, овој се плаши. Што мислите, еве вака се наметно прашање во само по себе, дали е добро околината да знае дека вие сте лице со мултиплекс склероза, значи затоа што не секој знае, може да се случи на работно место, така вие двајцата нормално функционирате, си имате своји работни места. Мислам дека нели треба да знае околината. Не треба да се срамат и да се плашат да кажат дека имаат ЕМС, од причина што не знаеш што може да добиеш како фидбек од другата страна. Така. Може би они познаваат друго лице што има ЕМС, со друго искуство позитивно, со друга позитивна критика што би можела да ти помогне и што може да влијае врз твојата состојба како подобрување. Да. Вие во денешно време функционирате сосема нормално, тоа веќе на почетокот го кажавме. Вработени сте и двајцата, функционирате со семејства, така? Да. Како изгледа, да речеме, еден ваш ден работен со семејството? Претпоставам нешто не многу поразлично од секојдневните, да речам, здрави луѓе или луѓе кои што не ја носат оваа диагноза. Зависи од карактерот на човекот, не знам. Да прашаме кај мене сопругата треба, не мене. Добро. Колку јас помагам дома и што придонесувам. Мислам дека се функционира, кога ќе осетам дека не можам да станувам, ама се трудиме да ги завршиме домашните обврски. Барем околу припремање на деца сум активен, да пренесување кај треба се однеса, што треба да се направи. Мислам дека се издржува, се завршуваат сите обврски. Кажете ми во однос на запознавањето со ова Сдружение за мултиплекс склероза, како излезе да вие осознаете дека постои и како сега функционирате, кои се вашите идеи за понатака, колку активно сте вклучени поединечно двајцата? Александар? Па јас ќе го кажам моето искуство. Јас случајно влегов во Сдруженијето, па случајно и влегов во луѓето што го формира Сдруженијето. Не постоеше претходно такво некакво здружение или во друга форма? Имаше некое здружение, со тоа што беа повеќе здруженија во едно, сега е конкретно за ЕМС. Да. Како случајно влеговте во
тоа здружение? Ме викна некој човек што беше со ЕМС, а мене многу близок. И така додов и сите информации од него ги добив, така и ова. Сега, која ми беше причината зошто влегов, бидејќи имам повеќе луѓе околу мене што се со ЕМС, и сакав да испитам како функционира тоа, дали доаѓа тоа на наследна линија, дали како да им помогнам на луѓето, што можам да направам за луѓето. И така почнав повеќе да се инволвирам во здружението и сметам дека доста придонесуваме за луѓето. Па еви и ова, да речем, овој наш подкаст е чекор понапред за нештото да се дестигматизира, нели, ако сега сме многу повеќе отворени. Кои се плановите за иднината еве во конкретно во однос на здружението или некои, да речеме, цели кои што си ги имате поставено? Па да се работи, само се работи. Друго нема. Повеќе да може да се соединиме, да се дружиме повеќе, да има достапност, новите диагностицирани, да прашаат некого, оние што ги следат конкретно страната на Националното здружение, добиваат многу информации што им се потребни, што се исфилтрирани, не е Google. Да, не е било каде да прочитате, него исфилтрирани. Може да ја кажеме страната? Да спомнеме Национално здружение за ЕМС. Така, значи пишуваат Национално здружение за ЕМС, Скопје, Република Северна Македонија, .mk.org и ги добиваат конкретни информации исфилтрирани така како што треба. Бобан, кај вас вклучувањето во здружението како изгледаш? Јас сум меѓу првите членови на здружението, но не сум активен како Александар. Пасивно можеби помагам на некој начин. Со здружението немам искуство поголемо. Иначе на почетокот кога ми се јави Ана, поради работните обврски немав можност да се приклучам во активностите на здружението и поради тоа не сум можеби толку како Александар што е вклучен во сета таа работа. Кажете ми, еве чисто информативно, бројката, колку лица се членови на ова здружение во моментот, да речеме? Во здружението се околу 304 членови, мислам дека. Со тоа што во Македонија има 1500. Тоа сака да прашам. Скопје или за цела Македонија станува збор? За цела Македонија. Што значи третина и не е така многу. Треба да работиме уште. Па сега кој сака да се зачлени, кој мисли дека ќе има некаков придобивка од здружението, да се зачлени да си ги олесни достапноста на информациите на некој начин. Што многу опширно е прикажано на страната на Национално здружение. За сите поволности, таму има и за адвокат, за адвокатска поддршка, и за психолошка поддршка. Многу работи што се од корист. Да. Многу ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека пренесовме низа пред се позитивни, охрабрувачки пораки на цело општество, конкретно за лицата кои што се заболени од мултиплекс склероза, дека не е ништо црно, дека нели има и бела страна на нештото, дека се функционира без разлика за каков тип и за каква форма на име се работи. Вие сте тука како лица кои што можете, нели веќе го имате искусено лично и кои што можете да им дадете поддршка за да можат да течат сето тоа така како што треба да тече и да не се плашат од болеста, односно како што кажа Бобан, како беше, малку да попуштам јас, па малку да попушта таа, односно да си најдеме заеднички јазик. Да најдете заеднички јазик. Ви благодарам многу и се надевам дека се гледаме во нека друга наредна прилика за уште поубави искуства.